Да се направи елаборат за проценка за ризик на работно место, да се обучат работниците, истите да имаат лекарски прегледи и да бидат запознати со потенцијалната опасност која носи работното место. Ова се дел од мерките во Законот за безбедност при работа, кои треба да ги почитуваат работодавачите од големите, малите и средни предпријатија. Па може да се каже се уште работодавачите како да ги избегнуваат овие обврски, иако како што знаеме дека законските одредби се доста строги, односно казнените одредби се доста строги, најчесто работодавачите сметаат дека ова е трошок. Меѓутоа, не земајќи ги во обзир повреди на работно место, отсуство на работник, работникот, нов работник, време за одлучување, сега и осигурителните куќи покренуваат постапки за оштетување, плаќање на оштета, помала продуктивност и сето тоа додека не го сватат работодавачите, мислам дека го третираат дека е не е инвестиција, него е трошок. Доколку работодавачите не ги почитуваат законските регулативи, тогаш се соочуваат со казни кои се движат од 150 до 200 евра за помалите фирми и од 2000 до 8000 евра казна за работодавачот. Во Македонија на годишно ниво Државниот инспекторат врши околу 17.000 вонредни и редовни инспекциски надзори. Постојат работодавачи кои самостојно сакаат да применат Законот за безбедност, да ги спроведат мерките за безбедност и здравје, меѓутоа постојат и такви работодавачи што кога ќе дојде инспектор да изврши инспекцијски надзор и му дава решение, му носи решение за спроведување на мерките за безбедност, го прави тоа. Меѓутоа, ако се случи да не се спроведат мерките по донесено решение, се превземаат санкции. За работодавачите да се запознаат со мерките во Законот за безбедност при работа, најчесто се вршат трибини, обуки или пак работелници. Таква обука, чии обучувачи беа стручни лица, се одржа на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин во Свети Николе.